Централен дневник на К1. Добро вечер. Започнуваме со кратките најави од настаните кои го одбележаа денот. Гледајте не. Со 4 значајни проекти во делот на инфраструктурата и руралниот развој ќе се подобруваат условите за живот во општина Свети Николе. Агенцијата за храна и ветеринарство ги објави препораките за спречување на чворестата кожа кај говедата. Избирачкиот список од денеска на увид. Започна реализацијата на 4 проекти во соработка со Вардарскиот плански регион и општина Свети Николе. Со 4 значајни проекти во делот на инфраструктурата и руралниот развој ќе се подобруваат условите за живот во оваа општина. Сите проекти се значени, овој проект е доста значен затоа што обрнуваме внимание на руралниот развој, значи не само на големите, туку и на помалите села, посебно на каде што имаме повеќе сточарство. Меѓутоа да кажам дека е денеска многу значаен ден, затоа што денеска одиме со 4 нови работи. Започнавме со канализација во село Црнилиште, започнавме со патот до село Орел, започнуваме со излетничкото место Мавровица и со излетничкото место Бареш, каде што комплетно ќе извршиме уредување на излетничкото место. Можам да кажам дека се значени затоа што дел од средствата доаѓаат преку Вардарски плански регион, дел ние ги обезбедивме преку Агенцијата за финансиска поддршка и развој на земјоделството и вкупната инвестиција на сите овие 4 проекти е околу 50 милиони денари, што навистина е значено, вклучувајќи и проектот започнување на 7 плоштадки со детски содржини, 3 ќе бидат во селата и тоа во селата Црнилиште, Горовинци и Гуѓанци, а 4 ќе бидат во градот. Исто така започнуваме со нив, значи значајни проекти за разубување на Свети Николе, за разубување на целата околина. Колкава е на финансиската инвестиција која што е одвоена за овие проекти? Се вкупно со оној проект кој што го спомна и Марко во делот на урбанизацијата на селата е околу 65 милиони денари. Кој е рокот до кој треба да се заврши? Значи различни рокови во зависност од почнувањето, меѓутоа мислам дека временската рамка е некаде околу 6 месеци. Дека општина Свети Николе има одлична соработка со Центарот за развој на Вардарски и плански регион, говорат и досега завршените проекти. Со нас го имаме и директорот на Центарот за развој на Вардарски и плански регион Славчо Чадиев. Ќе не каже зошто токму општина Свети Николе последниот период е на првото место со реализирање и изработка на проектите. Па добро, ние работиме рамномерно во сите 9 општини. За сите 9 општини имаме подготвени проекти. Овој период дојде редот на општина Свети Николе, меѓутоа за општина Свети Николе спремавме посебни 3 проекти, значи начинот на аплицирање пред Агенцијата за рурален развој за региони. Значи првпат Вардарскиот регион учествува на една ваква постапка и со задоволство можам да кажам ги добивме сите 3 мерки, за сите 3 мерки кај што имавме проекти испратено и го задржавме рокот онака како што беше предвидено за отпочнување на градба, сега го очекуваме и рокот за завршување. Иако имаме различен рок од секој проект, јас очекувам дека до септември месец се ќе биде завршено согласно динамиката што е понудена од страна на изведувачите и согласно она што го имаат подпишано со директорот на Вардарски плански регион, за да ги запазиле роковите, за да се исплатат средствата, меѓутоа да го провериме пред се и квалитетот на изведбата на изведувачите, онаа стандардна процедура што работиме и во општина Велес, меѓутоа ја воведовме таа и во Вардарскиот регион. Значи, континуитетот на работење проекти во регионот го задржуваме токму на овој начин и повторно го продолжуваме кругот према потребите и према она што ќе оцениме што е квалитетно понудено за изработка на проект. Во овој момент оценивме дека за Свети Николе е тоа од исклучително значење, дека се квалитетни понудените проекти, наше беше да ги имплементираме, да конкурираме и секако да ги добиеме. Успеавме во тоа, сега очекаме крајниот исход. Оризари е местото во Велешко со најмногу краварски фарми. Од таму велат ја немаат забележано болеста во своите фарми, знаат за препораките и истите веќе почнале да ги применуваат. Болеста чвореста кожа кај говедата се појави на фарма во Демиркапија. Од Агенцијата за храна и ветеринарство велат дека забележаното животно, но и другите грла се угинати. Во Македонија се превземаат сите потребни превентивни мерки по официјалната потврда за присуство на болеста на чвореста кожа кај говедата.
Спроведување на добра хигиенска пракса, при што се препорачува фармата да има само еден влез, да се врши дезинфекција на чевли и раце и да се користи заштитна облека. Ова се препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство. Боруваме за заразно заболување кај говедата, кое што за прв пат се појавува во Македонија, во Република Македонија и кое што е особено опасно и економски значајно. Најдобрата мерка во ваков случај, во соглед на оваа епидемиолошка состојба е брзо, итно откривање на инфицираните жаришта и уништување на животните. Оризар е населеното место каде се евидентирани најголем број од каварските фарми во Велешко. Оттаму велат дека засега немаат евидентирано заболено говедо. Превентивните мерки се преземаат, бидејќи бројот на заболени грла во просек може да се движи од 5% до 45%, а бројот на угинати животни до 10%. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира до сточарите да ги следат препораките за последиците од оваа болест да се сведат на минимум. Оваа болест досега е регистрирана само во фарма во Демиркапија. Заболеното говедо до останатите грла се уништени, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој соопшти дека во тек е пријавувањето за добивање на субвенции во земјоделството. Рокот за аплицирање е до 30 јуни, а новина е тоа што барањата ќе се поднесуваат по електронски пат. Барањата може да се поднесат со пристапување во системот преку веб страната на агенцијата www.ipartpa.gov.mk, а за полесно користење изработени се упатства на македонски и на албански јазик. Значи, во процедура е чекаме повик од платежната агенција за примање на апликации тука при МЗШВ, пример конкретно Велес, за примање на апликации директни плаќања, тоа се вика обичните субвенции што ги знаеме сите, каде што секоја странка треба да дојде и да се аплицира. Значи, ние ќе помогнеме. И ние како агенција за развој 2 година сме овластени, така и ние ќе можеме да пополнуваме електронски апликации, више имаме искуство ние од програмата за руралниот развој. Новина е тоа што и секоја странка земјоделец ќе може од дома сам да се аплицира. Значи треба да се отвори собствен мејл каде што ќе му дојде одредена шифра и врз основа на шифрата он ќе се аплицира. На почетокот оставаме на земјоделците, меѓутоа ја мислам дека грото, да речем 100% панија ќе го сработиме, затоа што кога се работи за пари, секој нормално го страда да не сгреши. Така да се чека деновиве да почне тој прием на електронски да правиме апликации за субвенции. Ќе трае сигурно, сега да не преодицирам, 50 до 60 дена, странките ќе се видат. Битно е за оние кои што имаат жива стока, со ветеринарна станица да се свршат работата, односно ветеринарна станица дојде кај нив на терен и да ги обележи овците, козите, кравите, затоа што нивната бројна состојба кој ќе се сврши таа работа со ветеринарна станица, треба да преку Агенција за храна и ветерина треба да се појави тука во нашиот систем, за да бројките се поклопат. И новина исто така се знаат странките на оние кои што имаат стока, значи дали крупна, дали ситна стока, тие кои ќе дојдат кај нас не мора да аплицираат за сета стока. Значи има некои кои што сакаат, пример, некои грла говеда или крави да си ги продадат, или овци некои стари, каде што треба да си ги запишат броевите на уштите маркици, да не ги кажат на тие животни што сакаат да ги отоѓат или да ги заколат и да не ги аплицираме за субвенции, затоа што понатаму ќе имаат проблем. И најважно е уште сега да спомнам за сите да си знаат што се работи за живата стока, капацитетот нивни што ќе го пријават треба да го држат во своите стада и да го имаат до 9 месец 2016 година. После 9 месец 2016 година они не се обврзани да го имаат кај нив, може слободно да го продаваат. Електронскиот отпад да се предава на колективни собирачи, а не да се продава на неовластени купувачи, бара Асоцијацијата на секундарни суровини и рециклатори при Стопанската комора на Македонија. Квалитетно да се управува со отпадната електрична и електронска опрема преку спроведување на законот за отпад, истовремено да се подигнува свеста кај граѓаните кои се навикнати електронскиот отпад да го продаваат на неовластени откупувачи, бара Асоцијацијата на секундарни суровини и рециклатори при Стопанската комора на Македонија.
Оттаму бараат стимулации за рециклирање на електронскиот отпад, засилени инспекцијски контроли за спречување на нелојалната конкуренција, како и законски измени за допрецизирање на одредбите кои ќе допринесат за успешно спроведување на регулативата во пракса. Се соочуваме со низа прашања на кои што согласно постечкото законодавство не можеме да дадеме одговор, затоа што и самите не знаеме конкретно дали производите кои што се сите на пазарот влегуваат во овој закон или не. Понатаму имаме недостаток на подзаконски акти во делот на годишните извештаи кои што треба да ги изготвуваме и годишните извештаи кои што треба да ни ги достават на складиштата со кои што соработуваме. Понатаму сметаме дека тоа како што се даваат стимулации во аграрот, треба да се даваат стимулации во делот на постапување со отпад. Од асоциацијата апелираат граѓаните електронскиот отпад бесплатно да го доставуваат во собирните центри на нивната општина или да го враќаат во продавниците при купувањето нов производ. Според Христовска, за сега договори за предавање на отпадот со колективните собирачи имаат склучено преку половина од регистрираните производители во земјава, од кои повеќето големи фирми. Кај помалите се уште има отпор, најмногу поради цената што треба да се плати. Општина Велес денеска на седница треба да ја донесе предлог одлуката со која се предвидува собирање на електронски отпад. Фирмата која ќе биде избрана за спроведување на активностите ќе има задача да формира собирен пункт. Годишен србин спречен во обидот да превезе 15 афганистански мигранти на пат кон Демиркапија во непосредна близина на село Удово, информираат од Министерството за внатрешни работи. Емилија Ничовска ги има деталите. 15 афганистански мигранти вчера утре се откриени во автомобил на српски државјанин во непосредна близина на село Удово, информира Министерството за внатрешни работи. Околу 4 часот по полноќ мешан патролен тим се обидел да запре патничко моторно возило Opel Vectra, кое со огромна брзина се движело во правец на Демиркапија. Возачот ја зголемил брзината на возилото и почнал да бега. Нешто подоцна, полицијата го пронашла возилото напуштено кај бензинската пумпа Мак Петрол, а внатре биле мигрантите од Афганистан. Возачот успеал да побегне, но кратко потоа бил пронајден во близина на железничката пруга веднаш до реката Вардар. Според информациите од полицијата, станува збор за 21 годишен србин со иницијали НС, против кого е поднесена кривична пријава за криумчарење на мигранти, а судија во претходна постапка му одредил 30-дневен притвор. Од увидот полицијата констатирала и дека српските регистарски таблици биле украдени и не биле соодветни на пронајдениот автомобил. 17 месеци од кога пожар ја пеплоса куќата на семејството Давчевски. Благодарение на помошта од хуманите луѓе, тие одново ја изградија. Ова е прва куќа во Велес во чија изградба се вклучува Сдруженијето Градиме иднина. Семејството Давчевски од Велес великденските празници најверојатно ќе ги дочекаат во новата куќа. Таму минатата недела интензивно се работеше. Покривот е поставен, спроведен е доводот за електрична енергија, внатрешно собите се измотарени. Хуманитарното здружение Градиме иднина е заслужно за напредување на работите. Ние сме во план да градиме и реновираме 50 куќи на ниво на Република Македонија со помош на сите наши пријатели и спонзори. До сега активностите добро се одвиваат, сите плански активности се во рок од месец дена треба да се заврши куќата за да се всели ова 6-члено семејство. Давчевски се благодарни за достигашната помош. Благодарение на помошта која што ја добивале во изминатите 17 месеци, ова 7-члено семејство успеало да преживее. Минимални услови за живот во оваа куќа семејството Давчевски со помош на хуманите луѓе ќе обезбеди до Великден. Тогаш и ќе се вселат во новата куќа, но има уште многу работа. Затоа апелираат до хуманите луѓе за помош. Куќата на Давчевски е прва во Велешко во чија изградба е вклучено и Сдруженијето Градиме иднина. Оттаму велат дека нивната единствена цел е да помогнат во решавањето на стамбените проблеми на многодетните семејства.
Поетска гала беше организирана во Кавадарци. Нова манифестација се представија 30 поети и поетеси од цела Македонија. Организатор на истата е Милица Паулус, кавадарчанка која долги години живее и работи во Германија. Вистинските мигови се во вечноста, вечноста е во поезијата, облагородена од највисоката универзална вредност љубовта. Ова беше прочитано на поетската гала која беше организирана во Домот на културата во Кавадарци. 30 поети и поетеси од цела Македонија имаа можност да читаат поезија, благодарение на организаторката Милица Паулус, кавадарчанка која долги години живее и работи во Германија. Во Кавадарци, во мојот роден град, градот на љубовта, виното и поезијата, градот на културата, и е од посебно значење за тоа што јас тука сум родена и тука сум израстила и со најголемото задоволство сакав да ја направам и ја правам денеска тука. Во текот на вчерашниот ден се одржаа и 4 литературни манифестации во Неготино, во манастирот Свети Ѓорги. Имаше прозни творци, за поезија творци, младина, значи и деца од 7 години до 21 година. Потоа се одржа лирската манифестација и на крајот прозно перо, тие беа за возрастни двете. Значи манифестациите беа многу посетени, голем интерес имаше и за поезијата и за прозата, имаше жири, се доделуваа награди, имаше музички точки, имаше добро расположение, значи сите љубители на убавиот пишан збор од секаде од цела Македонија присуствуваа. Најголемата награда, наградата Виктор или меѓу нас позната како Оскар, ја доби Мирко Томовски, поет и писател за возрастни и деца од Охрид. Прво место на поетската гала освои Златко Бошевски од Битола, а за поетеса на годината беше избрана кавадарчанката Марија Црвенковски. Останатите поети и поетеси добија дипломи за учество во поетската гала. Избирачкиот список од денеска на јавен увид. Делегација на Парламентарното собрание на Советот на Европа во предизборна мисија во Македонија. Пронајдена нова подводна пештера. Вестите од земјава во продолжение. Избирачкиот список од денеска треба да биде ставен на јавен увид. Државната изборна комисија истиот во текот на денешниот ден треба да го достави до 34 подрачни единици на комисијата. Граѓаните со право на глас ке може во наредните 2 недели да проверуваат дали се точни податоците кои што ги има во единствениот избирачки список, но во овој временски период ке може да се пријавуваат и забележани неправилности. Државната изборна комисија избирачкиот список ќе го објави на својата веб страна. Во рамките на следењето на предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни, утре и задутре во предизборна мисија во Македонија ќе престојува делегацијата на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Делегацијата ќе ја предводи Стефан Шенах, социјалист од Австрија. Во соопштението на Парламентарното собрание на Советот на Европа, известија дека социјалистот Шенах со уште 6 други членови од делегацијата ќе имаат средби со председателот на собранието и министерот за внатрешни работи на Република Македонија, како и со представниците на политичките партии кои учествуваат во изборите, председателот и членовите на ДИК, јавниот обвинител, како и со членовите на дипломатскиот кор и представниците на меѓународните организации, граѓанското општество и медиумите. Нова подводна пештера во езерото Матка пронајдоа македонските нуркачи и предводени од спелео-нуркачкиот клуб Врело и нуркачкиот клуб Акватек. Домашните нуркачи влезот од пештерата го забележале за време на изведување редовни активности во езерото и пештерата Врело. Нуркачите предпоставуваат дека постои меѓусебна поврзаност со Врело поради непосредната близина на двете подводни пештери. Тие сметаат дека некои од внатрешните канали кои ги забележале при експедицијата е можно да водат токму до некоја од галериите на Врело. Подводните пештери представуваат природно богатство и привлекуваат како домашни, така и странски посетители, а воедно носат и големи научно-истражувачки резултати и сознанија. Подводните пештери се често извори на чиста вода, кое што представува само 2,5% од вкупната водна површина на земјата.
Српскиот премиер Александар Вучич прогласи победа на неговата Српска напредна партија на предвремените избори во Србија. Бројот на загинати во земјотресот во Еквадор достигна бројка од 655 лица. Ова е светот денеска. Според првите резултати на основа на 5,3% преброени гласови, Српската напредна партија на српскиот премиер Александар Вучич освоила 55,8% од гласовите на денешните вонредни парламентарни избори. Републичката изборна комисија рано изутринава објави дека на второ место е коалицијата околу Социјалистичката партија на Србија, предводена од Ивица Дачик со 11,37% од гласовите. Излезниот прак од 5% го минаа Српската радикална партија на Воислав Шешелј со 7,97% од гласовите и опозицијската коалиција за праведна Србија, Демократска партија, со 6,13%. Во исчекување се и поновите податоци за изборните резултати, најави Републичката изборна комисија. По катастрофалниот земјотрес во Еквадор потврдените смртни случаи се веќе 655 лица. Над 17.000 лица побарале медицинска помош по земјотресот. Спасувачите успеале да извадат од урнатините 113 преживеани, а 48 лица се водат за исчезнати. Поради овој катастрофален земјотрес, председателот на Еквадор, Рафаел Кореа, најави 8-дневна жалост во спомен на жртвите. Најсилниот земјотрес во Еквадор од 1979 година беше регистриран на 16 април во рејонот на градот Педерналес, во северозападната провинција Маниби. Земјотресот беше со јачина од 7,8, а материјалната штета се проценува на неколку милијарди долари. Времето денеска променливо облачно и нестабилно со повремен локален дожд. Температурата во интервал од 11 до 23 степени. Еве ги деталите. Општина Велес ќе информира јавноста дека поради лошите временски услови, првото авионско третирање против комарци ќе го изврши на 28 април во периодот од 5 до 6:30 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање, истото ќе се изврши наредниот ден. Со оваа информација го завршуваме дневникот. Пријатна вечер со програмата на К1.